I'm going to preach about living by faith. Ќе зборам на темата да се живее според верата. I felt like, should I have it more? Oh, Is it on? Oh, it's all the way I'm down. so sorry. It is on. Okay. Guess it is. Yeah, okay. Sorry. It's better. Oh, Let's keep it close to the beer. Yeah. When we have been going around Macedonia, Додека патувавме низ Македонија, meeting people, среќавајќи луѓе, meeting pastors and leaders, среќавајќи пастори и водачи, I felt like this thing about living by faith. некако ми дојде таа тема да се живее според верата. There's something real to it in the Macedonian people. Дека има нешто вистинско со таа изјава за македонскиот народ. And I want to start by reading from Hebrews, И ќе почнам со тоа што ќе прочитам нешто од Евреите. chapter 11, Евреите 11, and verse 1 to 3. I'm a sheep group. првиот до третиот стих, кој вели вака: А верата е подлога за увереноста во она на кое се надеваме, убеденост во она што не се гледа. Преку неа постарите добија сведоштво. Преку верата разбираме дека вековите се создадени со Божи збор и дека се невидливо произлегува од видливото. I want to talk about faith in two aspects of faith. Сакам да зборам за два аспекти на верата. The first aspect is faith in Jesus Christ. Првиот аспект е вера во Исус Христос. When we read these verses from Hebrews, Кога ги читам овие стихови од Евреите, we understand that the faith in Jesus, разбираме дека верата во Исус it's not just some vague hope. не е некоја нејасна, недефинирана надеж. It's not just that we cross fingers or like, oh, I hope it's going to be this way. Не само дека стискаме палци и се надеваме дека ќе биде окей, It's something deeper. тука е нешто длабоко. It's a confidence. Тоа е убеденост. It's a confidence and assurance in what we hope for. Убеденост и во она што доправа доаѓа. And a conviction of things we can't see with our eyes. Убедување за нештата кои не може да ги видиме со нашите очи. And this conviction, this assurance Тоа убедување is that Jesus is the Lord and Savior. и таа сигурност е дека Исус Христос е нашиот Господ и Спасител. That God is the creator of all things. Дека Бог е создателот на се. And that the Spirit is my helper and the transformer of my heart. И дека Духот е мој помошник и оној кој го преобразува моето срце. The song in Swedish here right now Ова песна која пеевме на шведски сега, is called Wholehearted. Името на таа песна е Со цело срце. That God can give you a new heart. Дека Господ може да ти даде ново срце And then no matter what anyone says, и без разлика на било кој што и да каже, I'm going to follow Jesus. јас ќе го следам Исус. Because my faith is an assurance, it's a conviction. Затоа што мојата вера е убеденост и сигурност. And I think that faith also can be understood as trust. Јас верувам дека верата, зборот вера може да се разбере и преку терминот доверба. To have faith in Jesus is to trust in Да Jesus. имаш вера во Исус, значи да имаш доверба во Него. And when I read from Genesis in the beginning of the И Bible, кога читам во Битие на почетокот на Библијата, and I read about Adam and Eve, и читам за Адам и Ева, I think that their main problem мислам дека нивниот најголем проблем was lack of trust. е бил недостаток на доверба. They didn't trust God. Тие нема доверба во Бог. They didn't trust that He knew what's best for them. Тие нема доверба дека тој знаеше што е најдобро за нив. And they didn't trust that He wanted what's best for them. И тие нема доверба дека тој всушност го сакаше најдоброто за нив. But we know Но ние знаеме, that God knows what's best for us. ние знаеме дека Бог знае што е најдобро за нас And He also wants what's и best for тој us. навистина го сака најдоброто за нас. So we can trust Him.
На тој начин ние можеме да имаме доверба во него. So when you read your Bible, И кога ја читаш твојата Библија, when you hear a preaching, кога слушаш проповед, and you feel like I don't understand, or I'm not sure if I can believe this, се чувствуваш дека не го разбирам тоа баш како што треба или не сум сигурен дали го верам тоа во целост. there's this space of trust. Тој простор на доверба, I don't understand it, but I trust you, God. може би не го разбирам во целост, но ти верувам, Господи, имам доверба во тебе. I want to follow you. Јас сакам да те I следам. want to live for you. Сакам да живеам за So тебе. even if I don't understand everything, Дури и ако не разбирам се, I trust that you know what's best for me верувам дека ти знаеш што е најдобро за мене. and wants what's best for И me. ти сакаш она што е најдобро за мене. And the decision to follow Christ, to have faith in Jesus Christ, Одлуката да се следи Христос, it's a decision not depending on the circumstances. тоа е одлука која не зависи од околностите. We read here in verse 3, Читаме во 3 стих, but that by faith we understand that universe was created by a word from God. ние веруваме дека светот е создаден преку Божиот збор. That's something maybe we can't explain, Тоа е нешто кое можеби ние не сме во состојба да го објасниме, but we can understand it through faith. но можеме да го разбереме преку вера. We trust that God has created all of this. Ние веруваме дека Господ го создал сето ова. When I've been driving here through Macedonia, Додека се возев низ I Македонија, see the hills, the mountains. ги гледам брдата и планините, It's almost as I see the hand of God, like creating all of this beautiful речиси landscape. можам да ја видам раката Божја како го формира овој прекрасен пейзаж. For me, it's not hard to trust that He is the creator of all things. За мене воопшто не е тешко да верувам дека тој е создателот на сето ова. And that's the one I want to give my life for. И тоа е оној за кого јас сакам да го предам мојот живот во целост. That's the one I want to follow. Тој е оној кој сакам јас да го следам. But I also want to say something about faith as a gift. Но исто така сакам да зборам за верата како дар. And we can read from 1 Corinthians Може да читаме во 1 Коринтијаните, chapter 12 12 глава, and verse 4 to 11. и читаме, значи, 1 Коринтијаните 12, 4 до 11. Yeah. Okay. Постојат разни дарби, но Духот е еден и ист. Има разни служби, но Господ е еден и ист. И разни дејства постојат, но Бог е еден и ист, кој извршува се во сите, а на кого му се дава во него да се пројави Духот за полза, зашто на еден му се дава преку Духот да зборува со мудрост, на друг да зборува со знаење, преку истиот Дух, на еден вера, преку истиот Дух, на друг дарби за лекување преку истиот Дух, на друг чудотворства, на друг да пророкува, на друг да ги разликува духовите, на друг разни јазици, на друг да толкува. Сето ова го прави еден и ист Дух, распределувајќи секому по-одделно како што сака. Who is the gifts of the spirits? Who are they for? За кого се однесуваат даровите од Духот? За кого се наменети? For the pastors? За пасторите? Does it say that? Тоа го вели? Не. Не. Who is it for? За кого се наменети тие дарови? Every believer. За секој оној кој верува. If you're here А ако си тука and you're a believer, и си верник, the Holy Spirit wants to give you gifts. Светиот Дух сака да ти даде дар. And there's different gifts, И постојат разни дарови, and we are different kind of people, и ние сме различни луѓе, but it's the same Spirit, но истиот Дух тоа го and прави. it's one body of Christ. И тоа го прави во контекстот на едно Христово тело. And He gives us these gifts to build up the body of И Christ. поентата на сите овие дарови е да го изградат телото Христово. You don't get a gift to like show off. Не добиваш ти дар од Светиот Дух за да се покажеш You колку ти don't си. get a gift so you can stand here and show everyone. И не добиваш дар за од Светиот Дух за да стоиш овде и да им I'm покажеш a на сите колку ти spiritual си. man. Јас сум духовен човек. That's not the purpose of the Тоа gift. не е целта за даровите. The purpose of the gift is to build up the body of Christ. Целта за даровите е да се изгради телото Христово. And this mentioned that faith
can be given as a gift. И овде е спомната верата дека ќе биде може да биде дадена како дар. So there's this faith in Jesus Christ that we all have. Има, значи има општа вера во Исус Христос која сите ние имаме, But then there's this faith as a gift. но постои и вер како дар. And I think this faith as a gift И верувам дека таа вера како дар is the ability to see into the unseen. верувам дека тој дар ни овозможува да видиме во нешто кое инаку не се гледа. That God can give you a vision, Дека Бог може да даде одредена визија, a dream како сон, that sets so deep in your heart кој толку длабоко навлегува во твоето срце, that you get convicted that it can happen. дека си убеден дека тоа навистина може да се случи. And I think we have to live by this faith. И верувам дека ние треба да живееме за една таква вера, преку една таква So if вера. God has given you a dream or a vision, Ако Господ ти дал сон или визија некаква, I want to encourage you to keep on striving for that dream. сакам да ве охрабрам да гледате кон таа вера. Ask God for the gift of faith, Барајте од Господ да ви даде дар на вера. so you don't live by all these other circumstances. Да не зависиш и да не живееш според околностите. No, that's the vision. God told me something, and I'm going to strive for that. Тоа е визијата. Бог ми кажа нешто и јас одам во таа насока. I want to end with taking you to a story in the Old Testament. Сакам да ве вратам во и со тоа сакам да завршам со една приказна од Стариот Завет. And we're not going to read so much, but I'm going to just tell you the story. Нема да ја читаме целата приказна, но ќе ја прераскажам. It's from Numbers in the Old Testament. Од Броеви од Стариот Завет, Moses, Мојсей, a great leader, страшен водач, He- опасен водач. he picked out 12 people Тој одбрал 12 луѓе as explorers, како скаути, како некои како се вика тоа, And he's- истражувачи, and he sent them out и ги испратил to explore the promised land. да ја видат и да ја истражат ветената земја. God has told Moses something. Бог му кажал на Мојсей нешто, There was a vision, a dream. му дал визија, му дал сон, There's something there. There's a holy land. има таму една света земја, It's going to be ours, ќе биде наша, ќе биде ваша, but we're not there yet. но се уште не сме таму. So Moses sent out those 12 И explorers. Мојсей всушност ги праќа тие 12 истражувачи And they went out and they saw the country. и тие отидоа таму, ја извидоа земјата, They saw the people. извидници. И го видоа народот, луѓето, And they came back и се вратија назад and they gave their report. и дадоа свој репорт, извештај. And they said to Moses, И му рекоа на Мојсей: This is truly a land of milk and honey. Ова е навистина земја на мед и млеко. This is a good land. Прекрасна земја. It's a promised land. Навистина е ветената земја. Just as God told you. Како што Бог тебе ти кажал, да. But Ама the people there, they're too strong. луѓето таму, тие се пресилни. They're giants. Тие се джинови. We are like grasshoppers Ние сме како скакулци in their eyes. во нивните очи. It's impossible. Не е возможно. 10 of the explorers told Moses this. 10 од известувачите го дадоа тој извештај. But 2 of them, Joshua and Caleb, Но двајца од нив, Јошуа и Калев, they said, No. It's possible. ти рекоа: не. Уствари возможно е. We can do it. Ние можеме да ја освоиме. If the Lord is with us, Ако Господ е со нас, nothing is impossible. ништо не е невозможно. But the people, Но луѓето, they got worried. тие беа загрижени, They got discouraged. тие беа обесхрабрени. And they were screaming at Moses. И тие почнаа да викаат на Мојсей: Why did you bring us out here? Зашто не донесе тука? Why couldn't we still be in Egypt? Зошто не останавме во Египет? At least there we wouldn't die. Таму барем немаше да умреме. The people started to long back to slavery. Луѓето почнаа да копнеат за робството. That's crazy. Тоа е лудост. To long back for slavery. Да копнееш за робство. But I think they did it Но мислам дека тие го направија тоа, because that was safe затоа што тоа на нив им изгледаше како in a сигурно. way. На некој начин има некаква сигурност во тоа. They knew what they had. Тие знаеа што има таму во таа состојба. They didn't know what was ahead of them. Но тие не знаеа што има пред нив.
And I think we as people, as humans, И мислам дека ние како луѓе, we are like that. ние сме на некој начин слични. We know what we have, Знаеме што имаме, and even though it's not what God promised, и дури тоа, иако не е она што Господ на нас ни го ветил, it feels safe. ни се чувствуваме сигурно во таа I состава. got control. Имам контрола во оваа состава. But the thing ahead, Но она што следи, она што е напред, I don't know how it's going to be. не знам како ќе биде натаму And so I get afraid. и се плашам. And the people got afraid. И луѓето се уплашија. But Joshua and Caleb, Но Исус Навин или Јошуа и Калев, they said, be strong, да тие река, биди силен, be courageous. биди храбар, We will take it. ние ќе ја освоиме. They will be like, is there anyone in the Swedish team that knows the word for Mumsby? Mouth bite. Yeah. Snack. Тие ќе бидат како Yeah, they will be like a snack for us. ќе бидат како грицки за нас, ќе ги изгрицкаме. If God is with us, Ако Господ е со нас, who can be against us? кој може да биде The против нас? creator of everything. Создателот на се. Who can be against us? Кој може да биде против нас? So they try to encourage the И people. тие се обидат да го охрабрат народот. Joshua and Caleb, Јошуа и Калев, they had a different heart. тие имаа различно срце. They had a heart of faith. Тие имаа срце на вера. And I just felt the Lord wanted to encourage you Почувствував дека Господ сега денес сака да ве охрабри. to live with a heart of faith. Да живеете со срце на вера. To live not by sight, Да не живеете според она што го гледате сега, but by faith. но да живеете според верата. Amen. Амен. Let us pray a short. Ајде се молиме. Jesus, I thank you for everyone who's here today. Исусе, ти благодарам за секој еден кој е овде денеска. I thank you that you have called them to yourself. Ти благодарам што ги повика кон себе си. I thank you that you have a plan for their lives. Ти благодарам што имаш план за нивниот живот. And I pray that you would keep on transforming their hearts И се молам да продолжиш да ги менуваш нивните срца. and that their faith would grow И да нивната вера расте. and that you would give them this gift so that they could live by faith. И да го дадеш тој дар на вера за да можат да живеат според верата. In Jesus' name, Во името на Исус. amen. Амен. Thank you, Joe.